Господине Митевски, денес ќе поразговараме за една од можеби најубавите песни од проектот кој што го реализира Сдруженијето Етно Ризница. Песната се вика Месечино, царева девојко. Може ли да ни кажете како ја избравте токму оваа песна? Има ли оваа песна некакво особено значење за вас, за Сдруженијето? Овака, песната е како и сите други останати, секоја песна си има своја порака. Секоја песна си е посебна за себе. Ова песна навистина е, барем досега, најприфатена од сите оние песни кои досега Сдруженијето Етно Ризница ги издаде во рамките на својот проект трилогија од изворни народни фолк мелодии од североисточниот регион. Тука има поместено песни од Куманово, Кратово, Крива Паланка, од Бајловце, од Козјачијата и така натаму. Ние во рамките на тој проект, еве оваа година, значи, ќе го издадеме второто CD. Првото е веќе издадено пред година и пол. Песната Месечино, царева девојко ја ставивме како прва, ете, на нас највише ни се допадна. Иако песната си има навистина убава своја приказка. Јас уште како дете сум одел во селото Куклица, Кратовско, татко ми е роден во тоа село и навистина во една прилика, навистина 2 или 3 часот од Савајле на полна месечина, татко ми заедно со чичко ми излегуваат да ги земаат снопјето и да ги донесат на гумно за да вршат. И почнаа да ја пеат оваа песна, Месечино, царева девојко, а јас некако се разбудив, излегов надвор и навистина беше прекрасна гледка. Навистина полна месечина таму се зацкриваше зад стоговите на житото што требаше да се работи и уште како дете ми останало така оваа песна ми е некако најдрага. И еве дојде време Сдруженијето Етно Ризница да започне со овој проект. Значи, ние сме на терен веќе 7-8 години, ги собираме старите песни од стари наши песнопојци, кои ги понатаму преработуваме, ете, благодарение на новата наша технологија, ги преработуваме во песни, ги донесуваат наши еминентни пејачи. Навистина, песната е навистина карактеристична.
Всушност тоа е емисијата на Сдруженијето Етноризница, преработка и објавување на песни кои што досега не се објавени. Така. Ние на првиот носеч на звук имаме вкупно 16 песни, од кои 12 по прв пат се најдоа на носеч на звук. 4 направивме преработки на веќе одамна подзаборавени песни, меѓутоа беа присутни, а 12 навистина по прв пат. Една од нив е и Месечино царева девојка. Еве да се навратиме повторно на оваа песна. Што друго ќе ни кажете по-конкретно, подетално околу оваа песна? Значи песната Месечино царева девојко ни ја кажа, ни ја испеа еден навистина стар, познат во североистокот песнопоец Љубе Спасов од село Живалево, за жал веќе е покоен. И всушност емисијата на нашето здружение е таква да ги собереме навистина 5 до 12 да се соберат сите оние песни воопшто, било какво историско културно наследство, бидејќи луѓето кои тоа го знаат полека природно се заменуваат од земјата, нели? И еве, Дедо Љубе беше навистина прекрасен за соработка. Ние песната Дедо Љубе ни ја кажа во саат кулата во Кратово, а за таа прилика ние пак го активиравме аранжерот на целокупното CD, значи на целокупниот прв носеч на звук господин Цане Петров. Отидовме за да изворно како аранжер на материјалот, изворно самиот да ја почувствува атмосферата, да се запознае со Дедо Љубе. Па тука имаше помеѓу нив муабет во однос на ритамот, па каде се оди повисоко, каде се оди пониско и така натаму тој некој музички аспект, бидејќи ние сакавме и во тоа успеавме, значи сите оние песни кои сме ги донеле, кои сме ги поставиле на носачот на звук, еве и на вториот ќе бидат комплетно сите, значи нови, односно досега не објавени. Инсистираме на тоа да си остане музичката линија, сето она што народот што било обнародено да си остане музичката линија како што треба, како што е. Едноставно ние само да му дадеме нов аранжман за да биде прифатлив за денешната публика. Песната продолжува да живее преку спотовите кои што веќе се снимени. Може ли да ни кажете во колку верзии е снимена песната, колку спотови се снимени? Така, благодарение на вашата куќа, значи ние направивме 3 видеозаписи од песната Месечино царева девојко. Едниот видеозапис го направивме на куклите што еве гледачите можат да го видат во народна верзија, во исполнение на Душко Георгиевски, наш еминентен пејач, кој ја донесе песната. А вторите 2 видеозаписа се едниот е во дует Душко Георгиевски со Александра Коцевска и третата варијанта е сама Александра Коцевска како мецо-сопран. А идејата всушност дојде од еден така неврзан разговор помеѓу нас од Сдруженијето и помеѓу Александра Коцевска, која е наш еминентен музичар, она е професор по соло пеење. Дојдовме до идеја старите изворни народни песни да се обидеме да ги преработиме во една класична верзија.
Careva devojko, careva devojko, ima li te sveta da go greš, sveta da go greš. Kad te nema, golema tamnica mori, golema tamnica. Kad te nema, nikoj ne me gleda mori, nikoj ne me gleda. Песната Месечино царева девојко во класична верзија ја преработи аранжмански ја преработи нашиот сограѓанин професор Игор Трајковски. Александра Коцевска беше навистина задоволна од сето на како тоа изгледа. Ја снимија песната, еве, снимивме видеозаписи и навистина сите се задоволни од тоа како звучи песната и во класична верзија. Значи тој е еден обид македонската народна песна да ја направиме. Значи имало обиди секако успешни и во джез рок варијанти и онакви и овакви, меѓутоа ова е пионерски обид да се направи една изворна народна фолк мелодија во класична верзија, така да навистина тоа го направивме. Испадна доста успешно, што претпоставувам дека и ќе им се допадне и на гледачите.
се плановите на Сдруженијето Етно Ризница? Ќе продолжите ли со преработка на овие стари песни? Да, земајќи во предвид дека песната е прифатена, дека звучи убаво, ние веќе и почнавме и веќе има направено и уште една во случајов стара кратовска градска песна која ја преработивме во класична верзија, затоа друг пат кога ќе направиме видеоспоти за неа, меѓутоа да, продолжуваме со нашата мисија, се уште сме на терен, ги идентификуваме старите наши песнопојци, ги анимираме да се сетат на сите оние песни и не само песни, сите оние елементи од нашето минато културно наследство, да ни ги пренесат. Така да, значи во тој правец работиме, ќе обстоиме во таа една мисија, претпоставувам дека и на конзументите им се допаѓа и тоа е. Ви благодарам на разговорот и ви посакувам успеси во понатамошната работа. Ви благодарам и на вас и поздрав до вашата куќа која секако е во чекор со нашите активности, секогаш сме заедно, секогаш ги потенцирате нашите активности и им честитаме нова година и на граѓаните и така. Ви благодарам и само да подсетиме дека во рамките на ова кратко интервју ќе одат и видеоспотовите кои што гледачите ќе имаат можност да ги видат додека го гледаат ова интервју. Така, да. Ви благодарам и на вас.